Дали мислите дека ова се најважните теми што треба да разговараме вечерва и дека ова е нешто, го спомнавте достоинството многу пати, дали знаете да речеме во овој момент и овие денови да речеме колку во Македонија горат диви депонии? Колку наши сограѓани буквално се гушат? Дали знаете дека имаме проблеми за кои што ни се виновни ни бугари, ни грци, ни никој, дека сме се самите себе. Зборуваме достоинствено, партиите како најголеми политички партии по 17 пресконференции на ден држите, никој не се занимава она што е најважно за граѓаните. Наши сограѓани апсолутно од повеќе градови буквално сред лето дишат чати пластика, кај мене во автокоманда навет кој ќе станеме на Сабајле мириса на пластика. И тој прашања се забораваат практично. Да ви кажам дека претпоставам и знаете, млади сме, иста генерација сме, претежно колку луѓе се одселија од државата затоа што не можат во сметиште веќе да живеат, градови не се полни со ѓубре, глувци, вошки, болви, бубашваби и ние разговараме 5 години само за протоколите, а тоа што е најважно и што е најакутно во државата, кој што можеме сами да го направиме, не го правиме. Кого после да бараме, од кого да бараме почит, кога не можеме овие најелементарни работи, како например да не ни горат депониите во 2025 година во државата, не можеме сами да го решиме. Апсолутно, Александар, ќе ми дозволиш да го кажеме мојот став. Си извинувам сега што ви скокнав на темата, меѓутоа мислам дека е многу важно. Јас би сакала да создаваме простор и дебата во која што за државничките работи ќе бидеме единствени и ќе имаме заеднички став. Бидејќи ќе ми дозволите јас тука да искоментирам дека се многу важни овие прашања за дискусија, особено сега пред граѓаните пред јавноста, за да знаеме по однос на националните прашања дали сме обединети двете најголеми партии ВМРО, сигурно СДСМ не се против да се исчистат депониите и да дишаме чист воздух. Националните прашања, тоа ми беше моментот околу националните прашања кои што се тема и како овие денови на дебата, особено бидејќи трае особено после оној извештај во Европскиот парламент. Но од друга страна, дозволете ми исто така да укажам дека сакам да создаваме простор во кој што и позицијата и опозицијата нема секојдневно да се препукаваат околу одредени случувања, туку за оние најзасегнати прашања, особено околу животниот стандард на граѓаните, ќе бидат единствени исто така и конструктивни со давање на конструктивни предлози и решенија. Во овој дел мислам дека треба да се бориме што е можно да бидеме по парламентарни и да не служиме онака како што велите вие на јавноста, можеби во некој случај и непријатна агресија по однос на одредени теми, но морам да ги искоментирам некои работи, бидејќи кога се работи за националните прашања, треба да сме многу отворени, треба да сме многу искрени, бидејќи во она состојба во која што се наоѓаме денеска, треба да знаеме зошто сме и кои се ставовите по однос и на едната и на другата партија. Добро, има закон кој што ги обврзува и локалните самоуправи и другите органи, едноставно овие работи да се средат луѓе, не знам, искрено вие сте политичари, јас не сум, просто не можам да садам како е можно во нашава држава уште да ни горат по секој втор град депони, да се туриат луѓе и тоа да не е воопшто некоја тема од која што политичарите многу се возбудуваат и нити си држат пресконференција пред да се отвори патот, дека тој бил нивни проект, како со нивни пари да правело, апсолутно не ги интересира тоа граѓаните, ние сите имаме една партија, се вика Македонија, другата партија за кандидатите најверојатно кои ќе бидат за градоначалници, па нив ако може никако да се девалвираат, а стварно имаме акутни проблеми за кои што наискрено треба да разговараме. Верувам дека во секој нормално општество ова ќе беше тема број 1 24/7. Темпото или темите во една држава секогаш ги наметнува владеачкото мнозинство и власт. И она што за нив е приоритет, се разбира дека тоа јавноста го дискутира и го кажува. Сега, ако ние велиме дека после 4 години скоро 70% власт на ВМРО ДПМН во општините, особено во градот Скопје, локалната власт, бидејќи градоначалничката беше нивен кандидат, и една година централна власт, немаат одговор на прашањето, изборуваат повторно за теми за кои што еве сега колешката го даде одговор. Вие кој имавте власт, ги имавте одговорите? И кој ги имавте централна и локална? Да речеме еве конкретно Сакам искрени да бидеме, не работа да кажеме овие се криви или овие се криви, треба нешто да се направи. Знаете како? Она што исто беше. Што не беше исто. Заради тоа што ако ништо друго во делот на заштитата на животната средина, еве ќе дадам неколку примери како тоа не е темата, но како се поставувавме ние. ВМРО ДПМН еве на еден од екраните сега оди правеше
барокни фасади, ние правевме проекти за енергетски ефикасни фасади и така натаму. Направивме целоден план за да го промениме начинот на грејење во институциите и така натаму и така натаму. Да, спроведувавме планови. Дали тие беа доволни? Не. Дали треба да се проложи со таа динамика? Апсолутно да. Ако ја отвориме темата за заштита на животната средина, лично јас апсолутно сметам дека е национален интерес. Не, сакам да кажам дека вие како пратени, како народни избраници во собранието да постигнете нешто, овој акутен проблем да го решиме сега. Од опозицијата имаше предлог да има јавна расправа на тема заштита на животната средина, ВМРО ДПМН направи се тоа да го блокира затоа што не им се допаѓала во која комисија ве молам. Значи затоа што не ви се допаѓала во која комисија кој ќе водел надзорната расправа и така натаму. Гледате, одеднаш им стануваат важни такви работи, а не им е важна суштината. Ако ние го забрзаме процесот на европска интеграција во оваа држава, да се вратам затоа што е поврзано. Ние денеска ќе бевме меѓу земјите на кои Европската унија со пари од Европската унија им набавува канадери, како дел од системот за гаснење на пожари и така натаму, на оние земји членки на унијата кои имаат проблем со тоа. Ако сакате да зборуваме за кои се придобивките и до сега од придвижувањето на процесот на Европската унија, тогаш ќе ги наброиме милионите на евра фондови кои ги искористивме во наше време, а кои сега во ваше време за една година не успеавте од планот за раст кој ние го изведивме, средствата да ги искористите. Зошто? Затоа што не испорачувате агенди. Затоа што од дел од агендата зборатме, од реформската. Затоа што веќе сме почеток на јули месец, крај на јуни, најклучните законски решенија ги немате донесено во собранието. Затоа што кога пред неколку месеци алармиравме дека има застој, не само ние, и јавноста експертска алармираше дека има застој во спроведувањето на агендата на реформи, вие не обвинувавте за тоа што се правило пред 3 и 4 години. И така натаму и така натаму. Но пак се враќам обвинување и сакам да ја пренесам гневот на граѓаните и гласот на јавноста. За тоа кажам. Да, мораме да имаме исто време да немаме исто време затоа што преска имаш одговор, го ме прекина и не се доискажав. Ајде, една минута и да дадеме време. Не се доискажав, меѓутоа, ако сакате, дајте да ги ставиме на хартија сите теми за кои сметаме дека треба да имаме консензус. По кое прашање СДСМ до сега оваа година, како опозиција зборувам, рече дека нема да има консензус. Еве, претседателот на опозицијата на СДСМ беше во Берлин на партиски настан кај социјалдемократите, лобираше во интерес на Македонија. Не лобираше во интерес на владата на ВМРО ДПМН. За извештајот во интерес на Македонија лобираше. Не го сметате тоа за подадена рака и за консензус? Александра, сакам да ви спочитувам по однос на прашањето кое што упатите особено околу животната средина, како пратениците како носиме одговорност за прашањата кои што се од суштинско значење за животот на граѓаните, ќе ми дозволите ви како пратеник во наредниве денови особено да алармирам за состојбите кои што се случуваат на територија на Македонија, особено околу палењето нели на дивите депонии кои што и како лично мене ме загрижуваат по однос на животната средина и животот на граѓаните, така што како пратеник еве си превземам задача во наредниве денови да алармирам и да делувам по однос на ова прашање и да дискутираме исто така по однос на овие прашања. А во делот на животната средина многу спинови еве и на ова дебата, повторно лаги, имаше комисија на која што се одржа исто така расправа по однос на аерозагадувањето. Бевме сведоци во парламентот, жалам што не учествувавте во истата дебата, но на крајот од денот тоа е ваш избор како пратеници и лична одговорност дали вие ќе учествувате во теми кои што сите како од животна важност за граѓаните. Тоа што вие мене ќе обвинувате, ќе ме обвините. Ќе бидам извинете многу конкретна по овие работи и ќе делувам помалку, ќе зборуваме еве дали некој правил нешто или не правил по однос на реформската агенда. Впрочем имаме и Национален совет за евроинтеграција каде што вашиот лидер Винко Филипче ја води. Имаме комисија за европски прашања каде што е воспоставена пракса на 3 месеци да вршиме ревизија и за тоа до каде сме и што сме со реформската агенда. Ценам дека е за поздравување течекорот на пратениците во делот на следење на реформската агенда и во наредниот период мислам дека треба да бидеме обединети околу истите прашања, за тоа законите кои што треба да дојдат во парламентот да бидат што е можно поефективни и што е можно побрзо да дојдат за да се спроведе ефективно и онаа реформска агенда, но дозволете ми да искоментирам дека и од некои објективни причини имаме закони кои што ги очекуваме во наредниот период да стигнат во собранието и истите да се реализираат, да имаме реализација на реформската агенда. За да се изгради консензус
за некое прашање, треба да знаете дека во одреден момент треба да направите отстапки. Или треба да се најдете со тој со кој што сакате да имате консензус и да се слушате кога тој има да ви даде некое поквалитетно решение. Вие не сакавте комисијата, надзорната расправа за заштита на животната средина да се одржи кај пратеникот кој што е од левица. И вие инсистиравте тоа да го направите во комисија со која што ВМРО ДПМ. Тоа доволно зборува за вашата политичка култура и зрелост да зборуваме и да изградиме став за национални теми. Ајде еве, направете го списокот на теми кои се од интерес на граѓаните, ама од дневен интерес. Зборувам она што и Александар го кажа, она што дневно ги засега, може да се докаже, ама сега ќе ми до фалата. Направете го список. Кажете за кој сме за разлика од вас кои што во 2021 година за разлика од вас кои во 2020 година и 2021 година 2021 година ги блокиравте економските мерки за поддршка на граѓаните и на стопанството, кога бевте опозиција, злоупотребувајќи го деловникот, ние тоа денеска не го правиме. Ние денеска не сме ви прашам каква поддршка давате вие во петокот, зошто не дадовте поддршка на законите кои што дојдоа од дигитална трансформација, кои што се однесуваат по однос на реформската агенда? А зашто се тие? Како зашто се? Што содржат вие во петокот? Јас не бев отсутна, имав средби со граѓани. Бидејќи сме договорени начално во петок да немаме седници, ама секој втор петок имаме закажувана седница и се крши деловникот или тоа џентлменско договарање и немаме можност да имаме средби со граѓани затоа што ВМРО ДПМН си закажува седници кога сака. Дополнително создавајќи трошоци токму за граѓаните, бидејќи знаете самата дека една седница на чини 40.000 евра. Знаете ли што се случува со законот очигледно не знаете. Знам. Не дадовте поддршка на реформските закони кои што дојдоа со европско знаменце, а кои што се значајни за реформската агенда по однос на дигиталната трансформација. Добро, сега. Претеничката група на СДСМ која што беше присутна, да ги донесете? Ама ние си ги донесовме, вие не дадовте поддршка. Каде? Ли да ги донесете? Ама зошто не давате поддршка на закони кои да не ги дадеме? Дали зошто ве прашувам зошто? Зошто? Јас сум многу смирена, само чекам одговор бидејќи обвинувате дека не ја спроведуваме реформската агенда, а вие сте се заложувале дека не требале консензус за закони кои што се важни за граѓаните. Еве ве прашувам. Зошто не давате поддршка на реформските закони? Од областа на правосудството. Одговорете ми прво, вие зошто не давате поддршка бидејќи милувате да сум пратеник на опозиција сум. Ги донесовте ли законите до крајот на јуни месец од делот на правосудството? Имате иста одговорност. Иста одговорност имате како пратеник да одговорите. Зошто што сакате да го губиме времето на вашите тврдоглави прашања? Вакаќе градиме не. Добро, што е поентата? Значи, дали се што е испланирано до крајот на јуни месец да биде донесено од реформската агенда е донесено? Има нешто што не е донесено? Има. Кои се тие закони? Ги донесовме законите од областа на правосудството? Не ги донесовме. Ајде кажете кој закон. Зошто не си ги признаете? Не, ама тоа јас не го нотирав. Дали денеска имаме искористено сите средства од планот за раст согласно агендата која што треба да направиме? Не. Министерот Муртезани тоа го изјави, не го кажувам јас. И тој веле, знаете како, нема да пропаднат тие средства, имаме уште рок тоа да го искористиме. Нема да пропаднат бидејќи спинувате во јавноста дека ќе пропаднат, нема да пропаднат доколку реформите се спроведат во рокот една година. Но не ги искористивме. Но не ги искористивме сега, а при тоа ја задолжуваме државата со милиарди евра. Ја задолжуваме државата, господи Славенка. Па поминаа во собрание задолжувањата. Кое задолжување помина? Со Унгарија не беше задолжување. Добро, Унгарија. Сега имаме и нов Сабајлево стигна порака дека имаме исто така уште еден закон за задолжување од Унгарија. Го прочитавте, тоа е стратешко партнерство со Унгарија, не е задолжување. Имаме ли една милиарда задолжување? Имаме ли со Велика Британија начално договорено задолжување? Имаме стратешко партнерство со Велика Британија и стратешко партнерство со Унгарија. Како заменици председатели на држава нема и тоа што сакате задолжување да представите како стратешко бугарски договор. Да дадам пример за тоа што е стратешко партнерство. Стратешко партнерство. Склучивте вие стратешко партнерство и ви кажувам пример. Ние склучивме стратешко партнерство во рок од една година со Велика Британија и со Унгарија. Со вас имавме преспански договор, бугарски договор, француски предлог и слично. И ценам дека треба да го поздравите тоа што склучивме стратешко партнерство со Велика Британија и со Унгарија.
Кога тоа имате што стига стратешко партнерство, во собранието, како што- информирајте се како прво што- околу што се не забупото спинувајте дека сме се задолжили, бидејќи гледам дека во јавноста сакате да спинувате од СДС дека и со стратешкото партнерство за Унгарија сме се задолжиле и тоа е сме тоа. задолжени? Не сме се задолжиле, стигна задолжување во собранието. Знаете вие дека за да се задолжиме треба прво како пратеници да стигне задолжувањето кај нас во собрание, така? Не стигна такво задолжување. Не стигна задолжување од Унгарија до сега. Од Велика Британија, госпоѓа Славјанка, бидејќи спинувате во јавноста дека сме се задолжили од Велика Британија. Малку смирено. Велика Британија, Смирена Унгарија, од сум, Унгарија бегате стигна. да одговорите сега за јас кој ви што не ви велам одговара дека да вие ги се одлучивте. Вие се одлучивте да не задолжите од Унгарија на сметка на игнорирањето или ставањето во втор план на европската агенда. Зошто? Затоа што кога ќе ја зборуваме европската агенда, зборуваме за реалност. Зборуваме за она што избегнувате да го одговорите, а тоа е проблемите со кои се соочуваат граѓаните. Тоа е европската агенда. Во европската агенда нема продавање магла, таму има реалност. Има задачи кои треба државата да ги исполни. Вие бегате од таква одговорност и затоа ви е полесно да се задолжите од некаде, во случајот со Унгарија дури и сомнително задолжувањето, но има време и тоа ќе се обелодени за сметка на земање на пари од фондовите на Европска унија, кои Европската унија за нас ги има определено. Таа е дипломатијата, тоа е разумната политика на ВМРО да ви дадам пример, бидејќи ме прекинавте, ги начнува заради тоа. За задолжувањето, апсолутно баланс нема од преска, затоа што зборуваше, јас не се доискажав, околу стратешкото партнерство. Еве еден пример, стратешкото партнерство со Соединените американски држави, кога јас бев министарка за една година беа одобрени неповратни средства за развојот, се разбира, на армијата и на министерството во висина од 137 милиони долари беа. Тоа е стратешко партнерство. Кога партнерот ќе ви даде, не да ви позајми со камата помала или поголема, туку ќе ви даде ценејќи ги заедничките стратешки интереси кои треба да ги развивате. Стратешко партнерство е тоа, кога двете страни имаат интереси кои заедно треба да ги развиваат во интерес и се разбира на двете страни, меѓутоа и многу поширок и глобален интерес. Вие бегате од тоа да ја пофалите сопствената држава, бидејќи еве и високи представници од меѓународната заедница ја фалат по однос на тоа дека сме први во регионот кои што ги исполнивме условите од планот за раст. И бегате од тоа да си ја пофалите сопствената држава, дека први во регионот добивме 52,5 милиони евра од планот за раст. Не слушнавме од вас да ја пофалите сопствената држава по однос на спроведување на реформи. Самото тоа што сме први во државата кои што го исполнуваат планот за раст, значи дека сме во добра насока на исполнување на реформите кои што се однесуваат на ЕУ интеграцијата. Жал ми е, повторно ќе кажам Александар, жал ми е што повторно од страна на опозицијата немаме единство околу овие национални прашања и околу тоа да ја пофалиме државата кога прави нешто значително добро и нешто значително кон ЕУ интеграцијата. Добро. Нас имаме признание од представниците на Европската унија, од страна на опозицијата никаква. Од страна на опозицијата беше кажано дека действувањето на владата е причина зашто пак повторно се проблематизира македонскиот јазик. Зборувам за извештајот што се на Вајц што се гласаше на АФЕТ со можните придобивки што беа амандманите за модерен, современ, претходно многу вековен. Дали се согласувате со, мислам, как одговор ваш на обвинувањата на опозицијата дека практично вие сте го почнале ова калкулирање со термини? Ви следевме многу внимателно сите случувања и во Европскиот парламент и дома и реакциите по однос на опозицијата и обвинувањата. Жалам што од лидерот на опозицијата Венко Филипче и од СДСМ гледаме такви обвинувања, но суштината на сето ова е дека сепак не се само бугарите во уставот. Она кое што со години ние го кажувавме дека она преговарачка рамка и оној француски предлог не се последно барање од Бугарија. За денеска да видиме во Европскиот парламент дека се дискутира по активности на Бугарија дека е загрозен македонскиот јазик и идентитет. Суштината е зошто денеска се зборува за македонскиот јазик и идентитет, бидејќи тогашната владеачка СДСМ не убедуваше дека последно барање на бугарите се само бугари во уставот и ние влегуваме во Европската унија.
Еве ве прашувам, еве хипотетички, и да ги направиме уставните измени онакви какви што сте. Дали имаме ние гаранција дека Бугарија нема да искочи повторно со барање по однос на македонскиот јазик и македонскиот идентитет? Она кое што кружи од страна на опозицијата, од страна на СДСМ е дека ВМРО ДПМН ги загрозил позициите. Јас отворено прашувам, суштината е таа. Како ВМРО ДПМН ги загрозил позициите кога ние од тогаш имаме конкретно барање за уставни измени кои што ги донесоа СДСМ, кои што ги прифатија СДСМ со она преговарачка рамка и срамни протоколи, дека уште само бугари во уставот ќе бидат и тоа е тоа. Завршуваме Европската унија, влегуваме повторно лажни ветувања, лажни барања и слично. Денеска видовме дека она кое што го зборувавме континуирано години, дека излезе и пред очите на Европскиот парламент. Жалам што во срцето на Европскиот парламент се дискутира за вакви прашања за македонскиот јазик и идентитет, кое што е резултат на активностите од страна на Бугарија и бугарската влада, но она кое што е суштинско да се одговори, зошто не обедуваше тогаш СДСМ дека идентитетот и јазикот ни се бетон, кога гледаме дека не се загарантирани, и тогаш укажувавме на тоа дека нема да биде последно барање од страна на Бугарија и дека ќе продолжи кочницата кон Европската унија и ЕУ интеграција. Благодарам. Ова извештај, ова што го цитираме, што го зборуваме, и на страница 6 во тој извештај пишува дека ЕУ апсолутно го поддржува и го признава македонскиот јазик и идентитет. Ова не го кажа СДСМ, ова го пишува во извештајот. И ова за вас не е доволно? И вие велите дека ова е доведено во прашање? Да, точно е. Дека имаше еден амандман. Ама тој амандман е од пратеник кој припаѓа на вашата сестринска партија. Тука треба ВМРО ДПМН да се запраша што правевте година дена, затоа што да, додека ние бевме на власт и додека ние спроведувавме дипломатија, која вие велите дека е виткање на кичма и така натака, сега јас ве прашувам вас, како тоа од таа водење на горда дипломатија со исправена кичма, се доведовте во ситуација да пратеник од ваша сестринска партија поднесе амандман со кој сака да го проблематизира јазикот на оваа држава. Тука треба вие да се запрашате, не СДСМ. СДСМ нема проблем со своите сестрински партии. И да, благодарение на политиката на СДСМ, која што сме оцениле дека во такви околности во кои што сме биле, треба да направиме, ние сме донеле државата да биде членка на НАТО алијансата и да, намерата ние државата да биде членка на Европската унија. И десетина пати, и стотина пати досега од високи представници на Европската унија, на представници на ВМРО ДПМН и кога беа опозиција, и сега како власт, вие повторено дека Европската унија го признава македонскиот јазик и македонскиот идентитет. И впрочем подпишувањето на Фронтексот на македонски јазик, кој вас ви беше смешно и се подсмевавте со тоа што користавме чист македонски јазик, да, кога рековме чист македонски мислевме на ова, на без додавки, придавки кои вашите сестрински пријатели, браќа ги додаваат и бараат да бидат вметнати во извештајот, тоа ние го правевме да го спречиме со таа политика која што ние ја имавме. Така се води политика кога сакате да се изборите за правото кога некој друг сака да ви го попречи. Во однос на неколку пати споменавте, првиот пат мислев дека е лапсус, ама гледам упорно го користите. И да ги направиме уставните измени утре. Македонија нема задутре да влезе во Европската унија заради тоа што знаете дека следи процес на преговори. А во процесот на преговори, секоја земја членка има право да преговара на тоа што е темата на преговорите. И тоа, впрочем, се и заклучоци на Советот на Европската унија. Ако за вас тоа е ништо, ако за вас треба, што сакате како гаранција? Значи, вие уште стоите на ставот дека се правилни уставните измени да се случат по оние услови кои што се сега. И вие велите дека повторно нема да се отворат идентитетските прашања и барањата на бугарите за јазикот и идентитетот. Ако ВМРО ДПМН продолжи со оваквата политика, да не кара со соседите и со земји членки на Европската унија,
тогаш е многу известно дека нашите позиции за една година од сега ќе бидат уште пострашни. Уште полоши позиции ќе има. Бидејќи повторно лажете, морам да Имам да уште 2 кажам. минути да. Лажам со што? Лажете во врска со тоа дека СДСМ излобирал кај нејзините сестрински партии во врска со спорниот амандман кој што беше предложен. Прво треба да знаете, не знам дали сте информирани, но еве и за македонската јавност да не биде спинувана, истиот амандман кој што беше поднесен и е спорен е поднесен од страна на 4 групи, меѓу кои што се и социјалистите, кои што доаѓаат исто така од вашата сестринска партија. Така што и нашиот повик тогаш беше да се обединиме околу тоа да лобираме кај сите оние кои што се дел од Европскиот парламент и да излобираме за подобри позиции. Но денес додека се дебатира за македонскиот јазик и идентитет по однос на овој спорен амандман, треба да се каже дека јазикот и идентитетот, како што велевте вие, дека се бетон, дека сепак не се бетон, дека се дискутира, бидејќи очигледно се ги пред очите на јавност, Бугарија има отворени прашања со Македонија по однос на овие прашања. Вие тогаш гарантиравте дека нема да имаме проблем по однос на овие прашања, така што уште еднаш ќе потенцирам. Вие стоите се уште над ставот дека уставните измени се вистински избор, дека бугарите во уставот доколку ги ставиме дека ќе не однесат до ЕУ интеграцијата. Па на крајот од денот можам да кажам и дека ми е разбирливо ова да го слушам од СДСМ, бидејќи пратеникот Венко Филипчи, лидер на опозицијата, кажа дека, ќе го цитирам, што има врска ако ги ставиме бугарите во уставот, ако ставиме 3 малцинства во уставот. Значи во позиции додека македонскиот идентитет и јазик е оспорван од страна на една земја членка на Европската унија, вашиот лидер кажува дека нема никаков проблем уште една отстапка да се направи. Тоа е проблемот што водите дипломатија на потклекнување. Вие како СДСМ не се научивте да водите дипломатија во која што нема да се потклекне и ќе се застане силно и достоинствено за македонските национални прашања. Тоа е разликата. На крајот, не знам дали ви е јасно, бидејќи сте биле СДСМ кој што се држал до тој став и гледам дека се држите се уште до истиот став по однос на овие прашања. Резултатот на изборите беше тој кој што беше. Едва сте колку 4-5 реда во собранието. Гледам дека и за истите прашања се држите, така што многу брзо од сега еве локалните избори ќе бидат мерило за тоа дали вашите ставови движат во една позитивна насока за Македонија. На локални избори се разговара за локални прашања. Па едно мерење на мислењето дали се согласувате со партијата или со ставовите на партијата. Минута одговори завршуваме. На локални избори се разговара за локални прашања, додека бевме власт гарантиравме дека идентитетот и јазикот ќе бидат нечепнати. Дојде ВМРО ДПМН на власт со својата самобендисана и арогантна политика и политика на карање со соседите и карање и спротивставување со членки на Европската унија, се доведе во ситуација јазикот и идентитетот да бидат повторно оспорувани од страна на Бугарија. Дозволете, не дозволете. Советот на Европската унија има донесено заклучоци. Тоа што вие сакате да бидете арогантни и да се нафрлате нема да ви помине. Советот во документи има донесено заклучоци. Вие треба да размислите каква политика водите и на каде ја турате Република Северна Македонија и по кој пат ја носите. Дали кон коалицирање и стратешки партнерства со Унгарија, а впрочем и во овој извештај многу убаво е наведено што мисли Европскиот парламент за партнерствата и соработката со Унгарија и ги смета за прокси на Русија и на Кина. Не знам дали сте го прочитале, прочитете го и тоа и може да интервенирате и за тоа ако имате политичка мок. Така што вие сте тие кои треба да се запрашате на каде ја носите Република Северна Македонија. СДСМ е тука да ви помогне ако сакате, а бидејќи имате двотретинско мнозинство во парламентот, очекуваме од вас да излезете со јасен план. Ако не ви се бендесуваат уставните измени, ако не сакате бугарите да бидат признани како малцинство и разграничени, побиена онаа теза дека ние бугарите сме еден народ поделени во две држави, очигледно идеолошки тешко ви паѓа тоа, тогаш дајте план што треба Република Северна Македонија да направи за да го откочи процесот на нејзино пристапување кон Европската унија. Чекаме на вас, властите.
15 секунди завршуваме, веќе ме предупредува. Мислам дека еве колешката Петровска во овие 2 минути само го потврди она за кое што и зборуваме ние со години, а тоа е дека СДСМ стои на ставот дека подклекнување она на кое што се по кое што се водат и под кои што знаат, така што граѓаните да бидат сигурни дека оваа влада предводена од ВМРО ДПМН нема да води дипломатија на кое што ќе се подклекнува, туку за кое што ќе се лобира за подобри национални позиции. Ви благодарам за учеството во вечерашната емисија. Гледав колку што можам да станам да бидам пона страна да дебатирате. Ви благодарам за притежно конструктивната дебата. Доаѓаат локални избори, претпоставам дека набрзо ќе се видиме уште еднаш и ќе разговараме повеќе и за овие теми. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.